Неполни 2 седмици до првиот училишен ден. Училиштата се отворени и се подготвуваат за новата учебна година. Учебниците за прво, второ и трето одделение се дистрибуирани до училиштата во текот на месец јуни, а до крајот на месецов се очекуваат и книгите за погорните одделенија. Директорите на училиштата апелираат до надлежните, постарите дотраени учебници да бидат заменети со нови. Повеќе на оваа тема од директорките на основните училишта Крстен Мисирков и браќа Миладиновци, Александра Стаменковска и Јасмина Спасовска. Како и секоја година, пред почетокот на учебната година, во месец август се вршат оние неопходни подготовки кои што се за почеток на учебна година. Варосување, дезинфекција, дезинсекција, дератизација, генерално чистење на училниците, на ходниците, на тоалетите, репарација на оние настанати проблеми кои што ги има во текот на година, која поради присуство на учениците не може да се одвива додека се тие на настава. Така да полека се спремаме и се надевам дека на време ќе завршиме со подготовките за да учениците дојдат во еден пријатен амбиент за работа, за учење, за престој. Учебниците, уште по добиена од наша страна, испратена всушност потреба која што ја имаме, список на потребни учебници, уште во текот на месец јуни започна со испорака на учебници, така да за прво, второ, трето одделение ги имаме добиено комплет учебниците кои што ги баравме. Веќе малку е по-проблематична ситуација со наредните, со погорните одделенија, меѓутоа чекаме, обично секоја година од 15 август започнуваат со испорака, така да чекаме дека сега од 15, сега сме 19, дека ќе продолжат до крајот на оваа недела и наредна недела дека ќе ги дистрибуираат до училиштата. Малку имаме проблем и апел до Министерството за оние учебници кои што се стари, искористени, истрошени. Именно од страна на училиштето се испратена е попис на листа на оние учебници кои веќе не може да се употребуваат. Сега ќе видиме дали ќе ни бидат тие дополнително дистрибуирани за да можат учениците да учат навистина од учебници од кои што треба да учат, а не од оние кои што веќе се толку истрошени, искинати, така да навистина е проблем да се учи од нив. За одредени учебници има кои повеќе од 6-7 години се користат. Така да за нив е проблем. Родителите се ставаат на трошок да копираат, меѓутоа сепак и копираното не е исто како оригиналот. Тука имаме и слики, и диаграми, и графикони, и секој што треба да се во боја. Затоа е убаво да има учебници за сите. Се надевам дека ќе ги добиеме. Учебници сосема нови, како и години наназад, имаме од прво до трето одделение. Тие веќе беа дистрибуирани во месец јуни. Печатирани се, архивирани се, за нив секогаш имаме нови учебници, а што е новина и што е на радост на учениците од предметна настава, досега немавме учебници за изучување на странски јазици. Со оглед дека на нашето училиште изучуваме 3 странски јазици, италијански јазик, германски и француски јазик, почнаа да пристигаат и учебниците за изучување на странски јазик, што досега ги немавме. Туку изучуваат некоја фотокопирана верзија на учебници, односно самите наставници беа принудени да се подготвуваат и да се снаоѓаат од извори за нив познати, интернет или учебници кои самите го изучувале јазикот. Така да се надевам дека до крајот на август ќе пристигнат и другите учебници. Имаме поднесено барање за овие учебници бидејќи се неопходни. Јазикот не се изучува, имаме и смарт табли, имаме и интернет пристапни таблети, меѓутоа учебникот си е учебник. Хартиената можност не е иста како електронската можност за изучување на овој странски јазик. Подрачните училишта во село Пчиња и село Бара се подготвени. Денеска има една иницијатива што мене ми е многу драго од населението во подрачното училиште село Пчиња, председателот. Пристапната патека сакаат да ја донираат и да ја бетонираат, така да и пристапната патека до училиштето во подрачното училиште село Пчиња, по иницијатива на родителите, ќе биде подготвена за прием и на овие ученици. Таму непречено исто така се одвива наставата, 65 ученика. Тука доаѓаат учениците од 6 до 9 од подрачно училиште Студена Бара и од село Вакаф.
Другите подготовки, значи, се во однос на канализација, струја, водоводна мрежа, бидејќи училиштето е со години, нели, старо и имаме, значи, реални проблеми имаме околу инфраструктурата, меѓутоа, работиме, потешкотија ни да најдеме мајстори, тоа морам да го признам со оглед дека ни се иселија луѓето и работат во некои други држави, меѓутоа се надевам дека тоа ќе го надминеме и спремни ќе го дочекаме почетокот на учебната година.